целта на посетата беше најава за набавка на нов апарат за магнетна резонанца кој што ќе биде инсталиран во поликлиниката Чаир. Со тоа, според министерот за здравство, ќе се подобри дијагнозата за пациентите и ќе се зголеми квалитетот на здравствените услуги што ги добиваат пациентите тука. Со зајакнувањето пак на ресурсите и на кадарот, според директорката на здравствениот дом Скопје, изминатава година, токму како резултат на тоа, 2200 пациенти помалку биле упатени на терциерно ниво. Повеќе на оваа тема предлагам да слушнеме од изјавите на Никола Тодоров и Татјана Баевска-Вучковиќ. Со набавката на апарат за магнетна резонанца, сериозно ќе се подигне нивото на целиот здравствен дом. Имајќи предвид дека во здравствениот дом се набави и апарат за компјутерска томографија, кој што е веќе ставен во функција, па со набавката на магнетна резонанца комплетно се заокружува сериозно високо ниво на дијагностика. Од медицински аспект представува врв во дијагностиката, каде што дава еден најдобар приказ, визуализација на дефинитивна и детална слика на внатрешни органи и меки ткива, неинвазивна метода, безболна и она што е важно, употребува неионизирачко зрачење. Дајте, како што слушнавме, овој апарат ќе помогне многу посебно во точната, подточната и подеталната дијагноза на пациентите. Инаку ова е пети апарат за магнетна резонанца кој што се набавува на ниво на Скопје, а 8ми апарат на ниво на цела Македонија. Но, освен тоа, со почетокот на второто полугодие во училиштата, лекарите велат дека очекуваат бројката на деца пациенти повторно да се зголемува, како и да ја убедуваат дека ќе следат состојбата и апелираат препораките и натаму да се почитуваат. Во продолжение повеќе на оваа тема од изјавата на доктор Татјана Баевска-Вучковиќ. Се очекува, бидејќи колективниот престој на учениците и во училиштата и во градинките дава простор за побрзо ширење на респираторни вирози и инфекти. Меѓутоа, треба да ја следиме состојбата. Денеска е прв ден од второто полугодие. Она што е важно, како здравствен систем и кој што сме даватели на услуги, да се почитуваат препораките, да се одржува личната хигиена. Да, а за тоа дали е точно дека Министерството за здравство оваа сезона набавило помалку вакцини, Тодоров ги отфрла овие обвинувања од страна на опозицијата, најавувајќи проект за бесплатна имунизација на постарите лица, односно на лицата над 60 години кои не се приматели на пензија. Повеќе на оваа тема од неговата изјава во продолжение. Прво, вакцини за грип набавуваат центрите за јавно здравје и набавуваат оноку кој што имаат потреба. Ова се вакцини кои што се од незадолжителен карактер и они ги набавуваат бројка на вакцини за кои што сметаат дека ќе има интерес од граѓаните. Да, и тоа би било се во однос на посетата на Тодоров денеска овде на поликлиниката во Битпазар. Се разбира со подетални информации веќе во некои од следните информативни блокови на телевизија Нова.